Здраво, другарчиња мои! Како што е редот, да ви се представам. Јас сум учителка Зоре, а мојата градинка се вика Весели Цветови, во Скопје. Ајде и денес да се дружиме од дома и да си споделиме една многу убава вистинска приказна. Знаете, дечиња, јас многу ги сакам вистинските приказни, затоа што секој од нас може да се препознае во нив. И од секоја приказна можеме нешто да научиме, да се поправиме таму каде што грешиме и да бидеме секој ден се подобри. Најпрво да ве прашам, дали некогаш сте трчале и сте паднале? Па да, тоа е нормално, така растат децата. Дали возите велосипед? Да, и некој вози со помошни тркалца, а некој веќе знае да вози и без нив. А можете да изброите колку пати сте паднале? Не, затоа што и тоа е нормално и ни се случува речиси секој ден. Така се учиме да возиме, падни па стани. А дали сте се обиделе да претурите чаша вода во шише? Тешко е, нели? Многу често ни се истура половина од водата надвор од шишето. Но важно е да се обидуваме и да не се откажуваме. И Софија, девојчето од нашата приказна, се обидуваше се да прави како што треба, но никако не успеваше. Не дека не се трудеше, многу се трудеше. Наутро, кога си ги миеше запчињата, пастата за заби никако не можеше да застане на четката, се лизнуваше и паѓаше долу на плочките. Кога се обидуваше да се облече, секогаш задниот дел на фустанчето беше напред, а предниот назад. Многу сакаше да брои, но кога на две јаболчиња ќе им додадеше уште две, никогаш не излегуваа 4. Или беа 3, или беа 5. Кога сакаше да се вози со новиот велосипед, возеше брзо и често паѓаше, а потоа долго плачеше. Многу се лутеше кога нејзиното братче Андреј сакаше да се игра со некоја нејзина играчка. Ке му се нафрлеше и се тепаше со него. Кога се обидуваше да ги нахрани куклите, го нахрануваше мачето, затоа што млекото и се истураше на подот. Ден по ден минуваа, а Софија беше многу тажна и обесхрабрена. Еден ден, кога си дојде од градинка, трчајки влезе дома, ја тресна влезната врата, се сплетка и падна. Ауф! Викна гласно. О, мила моја, стигна? Го слушна нежниот глас на баба им. Да, стигнав, ама се сопнав и паднав. Малку налутено рече Софија. Сепак се стрча и ја гушна баба си. Беше среќна што ја гледа. Мила моја, јас сакам да се напијам чај. Ке ми правиш друштво? Да, само да си ги измијам рацете, рече Софија и седна на масата. Многу ја сакаше баба ѝ. И од малечка си ја викаше Аби. Таа имаше убаво лице и мили зелени очи, полни со љубов. Косата ѝ беше сребрено седа. И понекогаш ја собираше во убава пунџа. Баба ѝ се насмевна и рече: знаеш, и јас бев многу слична на тебе кога бев девојче. Начинот на кој што влезе дома ме потсети на тоа. Го зеде чајникот, а Софија внимателно ја гледаше како тура чај во чашите. Се изненади, не и капна ни една капка на масата. Баба ја отвори чантата и од неја извади убаво завиткано пакетче. Имам подарок за тебе, со насмевка и рече и го подаде пакетчето. Софија нестрпливо и брзо го отвори пакетчето, а внатре, имаше ланче со прекрасно светкаво срце. Ова ми го даде мајка ми кога бев колку тебе, рече Аби. А сега би сакала ти да го имаш. Тоа ќе ти помогне да правиш секако што треба. Само верувај, а еден ден ќе откриеш како. Внатре е вистината. Софија се насмевна, ја гушна Аби и се заблагодари. Многу и се допадна ланчето и веднаш си го стави околу вратот.
Сепак не можеше да верува дека едно светкаво срце ќе ѝ помогне да биде успешна во се што прави. Тој ден Софија се играше со незиното братче Андреј. Се нишаа на нишалките, му ги даваше незините омилени играчки. Не му се лутеше и не се караа. Но, дури и кога беше занесена во играта, не престана да мисли на ланчето. Утредента, кога стана, си го стави ланчето околу вратот. Можно ли е навистина да ми помогне? Сакаше да верува дека е така. Еве, вчера, дури и со Андреј не се скараа. Внимателно и полека се облече. Без ланчето не одеше никаде. И еве што се случи. Кога ги миеше запчињата, пастата остануваше на четката. Кога се облекуваше, предниот дел беше напред, а задниот назад. Кога ги хранеше куклите, сите беа задоволни, освен мачето, кое се прашуваше што ли се случува, зошто не и се истура храната. На 2 јаболчиња, кога ќе им додадеше уште 2, стануваа 4. Полека и внимателно си го возеше велосипедот и повеќе не паѓаше. Софија беше пресреќна. Таа вистински можеше да направи се како што треба. Набрзо почна да се прашува како може блескавото срценце да ѝ помогне да се поправи. Па тоа е само еден привезок на ланче. Едно утро ланчето ѝ падна и се отвори. Се изненади кога виде дека внатре има огледало. Се огледа и рече: "Ха, па тоа сум јас." Внатре е вистината. Се сети на зборовите на Аби. Значи, јас сама помогнав да бидам повнимателна и поуспешна? Тоа го свати благодарение на незината мудра баба, незината Аби. Задоволно го стегна ланчето на градите и си помисли дека сега не мора секој ден да го носи. Ке го чува, може би на некој друг ќе му помогне да го поправи своето однесување. Прекрасна поучна приказна, деца, нели? Знаев дека ќе ви се допадне. Ајде сега малку да се подсетиме. Како се чувствуваше Софија додека се обидуваше да биде најдобра? Беше обесхрабрена, така е, и тажна, кога не успеваше ништо да направи како што треба. И како блескавото срценце ѝ помогна, направи таа да се охрабри и да има поголема самодоверба. Но и таа мораше да направи нешто, да се труди и да верува дека ќе биде секој ден подобра. Каква беше тогаш? Тогаш беше среќна. Така е, деца, така се расне и се созрева. Еднаш си тажен, а после си радосен. Еднаш си луд, а после си смирен. Еднаш плачеш, а после се смееш. Дечиња, задржете ја вашата насмевка, затоа што така сте поубави. Не лутете се често, сакајте ги сите, така повесело ќе ви минат дните. Бидете паметни, внимателни и чувајте се. Ве сакам!